Македонија не треба да стравува од директен удар или било какво прелевање на војната на директен начин, но треба да се подготви за облажување од евентуален инфлаторен шок. Еден од првите чекори според дел од упатените е владата да ги заштити стратешките производи. Темата закана што ние имаме се вика така жаргонски е рекла казала. Внатрешната дезинформација. Секој тројча соседа да пијат кафе и кажуваат било што се шири во државата како огин. Ивица Боцевски вели дека Македонија мора да ги следи постапките на земјите од Европската унија бидејќи природно македонската економија припаѓа на европскиот пазар. Според него Македонија мора да се врати на политика водена од принципи. Кризата во Иран наложува да преотвориме дебатата околу консензусот кој што се уште владее во македонската надворешна политика. Можеби е време на враќање на изворната македонска надворешна политика после осамостојувањето, односно политика врзана прво на меѓународното право и на меѓународните принципи, а потоа на се останато. И второ, да испитаме дали е можно преку регионалниот пазар или преку членството во единствениот пазар да се залагаме за една регионална интеграција како одговор за овој турбулентен свет кој што ни доаѓа. Поранешниот министер за финансии Кирил Миновски смета дека Македонија има начин како економски да се заштити од новите ценовни шокови. Законот за фер практики е една од можностите. Енергетската диверзификација, обезбедување колку што е можно поголема економска независност и јасно изразување на државниот интерес во се она што се нарекува клучна инфраструктура, а тука пред се најзначајна е енергетската инфраструктура. Вториот битен сегмент за поуспешно справување со овие екстерни шокови е обезбедување на безбедност во делот на производството на храна. И третиот елемент е водење на внимателна фискална политика. Војната на Блискиот исток ќе ја погоди Македонија посредно преку зависноста од меѓународната трговија и увозот на енергетски ресурси. Затоа е потребно и целосно обезбедување на енергетскиот сектор, телекомуникациите и зголеменото производство на храна. Единствена опасност се мигрантите, односно мигрантската рута која поминува низ Македонија.